Стотина верници и годинава се фрлија во водите на реката Вардар по Светиот крст. Најсреќен меѓу нив беше 32 годишниот Мирко Петровски од скопската населба Карпош. За него ова беше прво вакво искуство. Тој е професионален спортист и неговата физичка кондиција беше пресудна најбрзо да стигне до крстот. Мислам дека ќе ми донесе среќа и благослов и на сите нас. На сите ќе порачам да видат кори тоа што сме македонци и да си ја сакаме Македонија. И верата. И што да бидеш и ти. Господе е со нас и да не чува злото. Петровски доби пригодни подароци од Македонската православна црква, од премиерот и од минатогодишниот кум. На камениот мост во Скопје беше централното одбележување на празникот Богојавление Водици. Паѓањето на крстот значи соединување на човекот со Христа. За православните верници кои дојдоа во голем број денешниот празник влева надеж дека ќе им донесе уште повеќе здравје, среќа и берекет. Оваа година традиционален покровител на централната манифестација на камениот мост беше вечер кој всушност ја заврши најголемиот дел од организацијата. Секоја година се повеќе има кандидати и мислам дека тоа е све повеќе верба во Господа и навистина им благодарам на сите што се јавија и што ќе учествуваат. Обезбедивме многу убави награди, пред се тоа се награди како признание за храброста и поддршката на оваа традиција да продолжи и понатака, да веруваме во Господа. Водици или Богојавление е ден на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на Јордан. Богојавлението е настан што постојано поучува како да веруваме Бога, да ги сакаме луѓето. Утрото во сите храмови се служи литургија пошто се свети вода. Верниците овој ден го користат во своите домови да однесат осветена вода. We think it's fantastic. We came very early so we could participate in everything. This is the first time we've seen this event, so we're very excited. We've only been here 6 months, so we're trying to take in all kinds of traditions in Macedonia. Се најубаво да не биде живи и здрави младите, кој нема работа, работа си најде, парички златен Господ даде за секого, а и за бабите на нога да си бидеме. Една традиција што се одржава и што треба да се одржава. Да запад на свечер, ја водичка да земам, секоја година адет ни е тоа. И за многу години да ни е празникот. Освен од камениот мост во Скопје, крстот се фрлаше во неколку општини. Возраста не беше пречка за никого. Најстариот учесник беше 80 годишниот Павле од селото Бардовци. Богојавление се празнуваше и во Тетово. Таму за прв пат годинава крстот се фрлаше во реката Вардар во селото Саракино. Но не беше занемарена традицијата. Како изминативе години и денеска во базенот на селската црква Свети Кирил и Методи, крстот го фрли митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил. Верскиот празник Богојавление се празнуваше во сите храмови во земјава, но и секаде во светот каде што живеат православни христијани. 53-годишниот Митко Топенчаров е најсрекниот охриѓанец кој по 4-ти пат го фати Светиот крст кој што владиката Тимотеј го фрли во водите на Охридското езеро. Околу 1000 верници денеска скокаа по Светиот крст, чин кој според верувањата ќе им донесе здравје и среќа во текот на годината. Чувството е прекрасно, по 4-ти пат го фаќам крстот, со традицијата сме години, ја негуваме, ја гаиме. Мислам дека ќе го оправдаме довербата од Бога што ни даена со Светиот крст, дека ќе биде убаво све. Денеска на градското пристаниште во Охрид за Водици присуствуваа над 20.000 верници, како од земјава, така и од странство. На срекниот фаќач оваа година ќе му биде подарена златна реплика од Светиот крст вредна 3500 евра. Петти пат кај што скокам, среќа да ме послужи по втор пат. Сакам крстот да им донесе здравје, мене и на сите граѓани.
Прв пат го фаќам крстот. Убаво се осеќам. Сметаш дека ќе ти донесе здравија, радост, среќа? Ако не сметам, нема да рекам.